Беше тоа на 13 декември 1951 година, кога во Битола е родена Слободанка Марковска. Универзитетското образование го добила на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје. Работела на катедрата за основи на марксизмот на Филозофскиот факултет и во својство на асистент држала вежби на повеќе факултети во Скопје. Од 2008 година ја извршува функцијата раководител на Институтот за родови студии. Била прв председател на Комитетот на Хелсинскиот парламент на граѓаните, а како невладина активистка учествувала во многу проекти и меѓународни собири посветени на граѓанското општество. Била председател на управниот одбор на фондацијата Институт Отворено општество Македонија. Марковска има објавено голем број текстови и поговори на книги, преводи, приказни, реагирање на актуелни теми. Автор е на книгата Човекот и надежда, соуредник е на првата антрополошка хрестоматија во Македонија, Антропологија, зборник текстови и соавторка на 2 монографии. Беше тоа на 13 декември 1992 година, кога на границата меѓу Република и Македонија и Албанија беа отворени 3 нови гранични премини. На 13 декември 1993 година починал Јон Исаја, македонски актер роден во Тетово. Тој потекнува од печалбарско семејство, па годините на детството и младоста ги поминал во Романија, каде ја завршил и Театарската академија во Букурешт во 1942 година. Станува член на драмата на Македонскиот народен театар од 1951 па до 1964 година. Кариерата ја продолжува во Драмскиот театар во Скопје, настапувал на филм и телевизија, го негувал сценскиот говор и се залагал за строго психолошко обликување на ликовите. Беше тоа на 13 декември 2017 година, кога во Бразил свечено е отворена македонската амбасада. Амбасадата ја отвори македонскиот председател Ѓорѓе Иванов, амбасадорот Боцевски и многу дипломати, со што беше отворено првото македонско претставништво во Латинска Америка. Беше тоа на 13 декември 2018 година, кога Уставниот суд на Македонија на 31-та седница ја отфрли иницијативата за поништување на одлуката за пристапување кон измена на Уставот заради примена на спогодбата Димитров-Козијас за промена на името на државата и идентитетот на нацијата, донесена од собранието на седницата одржана на 19 октомври 2018 година. 6 од 9 уставни судии гласаа за отфрлање на иницијативата, поднесена од Светскиот македонски конгрес и адвокатот Томе Тодоровски од Свети Николе.